По повод 101 година од раѓањето на македонскиот книжевник Блаже Конески, Сдруженијето за наше Куманово во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и Црвениот крст на Македонија денеска организираше крводарителска акција. Кумановци и денеска покажаа дека се хумани. Над 50 единици крв беа собрани во првите неколку часа од отпочнувањето на доброволната акција која што траеше до 16 часот. Дарова е крв, спаси живот, едно лого кое треба во дело да го спроведуваме. Се надеваме дека нема да е само нашата иницијатива и дека сите оние граѓани кои помагаат навистина ќе го направат тоа. Има голем интерес, досега има над 50 крвни единици колку што сум запознат. Се надеваме дека таа бројка ќе се зголеми. Благодарност до сите оние кои дадоа крв и оние кои ќе дадат. Оние кои не дале во наредна прилика нека се потрудат тоа да го направат. Од Институтот за трансфузиона медицина се задоволни од интересот за денешната крводарителска акција, со апел до граѓаните кои што се уште не се охрабриле да даруваат крв, да се приклучат на некоја од следните акции. За жал, во некои региони од Македонија и ден денес крводарителството е табу. Имаат некои си предсознанија кои што не се вистински. Добро е да се дарува крв прво за да мислиме на болните, пошто една земја без здравствен крвен систем не постои у свет. Значи, прво да почнеме дека секој може да имаме близок на кој што ќе има потреба да прими некој од компонентите на крвта. Прво од тука да се почне. Второ, младите, ако имаат било какво недоразбирање или невистински информации, ај денес има интернет и може да проверат таму. Ние како служба за трансфузиона медицина во Македонија и во нашите центри може да се обратат да прашаат. Било каде во Црвен крст може да се обратат информации да добијат околу дарувањето. Моје мото е прво самите ние даруваме. Еве јас на мој 32 години 25 пати имам дарувано, така да прво ние даруваме, па ако е нешто што не треба, прво ние нема да го правиме. Значи, ова акција денес е интернационална. Имавме граѓанин од Америка, кој што е оженет за македонка, и еве и човекот си ја подржа ова акција, да го пофалиме и него. Крводарителската акција во Куманово ја поддржа и првиот председател на Црвениот крст на Македонија, уметник, сликар и хуманист Живко Поповски Цветин. Кој денеска ми е многу драго што сум овде во Куманово и еве ги распославме овие цвеќиња на мирот како една цветна ливада. Навистина има многу крводарители и многу ми е драго што ете на овај начин денеска го одбележуваме и роден денот на Васил Илјовски 114 не на Васил Илјовски, на Кочорацин, 114 години од раѓањето, а на 20 беше 120 години на Васил Илјовски, на 19 години, на 19 овај месец беше на Блаже Конески. И токмо 101 година од одбележувањето на овај роден ден на Блаже Конески, тука и во плакатот стои 101 крводарител или 101 подарен живот. Зашто подарувањето на крв значи дарување на живот. И јас како прв председател на Црвениот крст 1992 до 96 година континуирано ги поддржувам крводарителите преку овие институции што ги набројав и мислам дека тоа се најхуманите луѓе кои навистина даруваат своја крв за спасување на животи. На денешната акција во организација на Сдруженијето за наше Куманово даруваа вкупно крв 80 граѓани на Куманово. Од нив 25 мина кумановци прв пат даруваат крв. Акцијата се одржа во кружната сала во зградата на поранешен комитет.